Добро, мислам дека веќе се снима. Значи, најновиот извештај на State Department-от за Македонија покажува сериозна владина корупција, значителна судска корупција, неефикасни судови и долготрајна правда, како клучни во американскиот State Department. Како го анализирате вие? Како гледате на ситуацијата? Искрена да бидам, очекував повеќе од овој извештај. Повеќе во смисла на објаснување на состојбите и недостатоците во борбата против корупцијата, затоа што многу се активни представниците на Соединетите Американски држави во последно време со укажувањата за потребата за зајакнување на борбата против корупцијата. Оние неколку реченици кои што се поместени во различни делови од извештајот, точно укажуваат на корупција во судството, односно бавност во водење на постапките, укажуваат на влијание во судството од страна на моќни центри, вклучително и центри од сферата на бизнисот, политиката, укажуваат на немоќта на владата да се справи со проблемот со корупцијата. Многу се пишува во повеќе наврати за работењето на судовите во смисла на застарување на предмети и дека на повеќе начини досега се овозможило крупни предмети кои што се спаѓаат во групата на висока корупција да бидат застарени или нивната завршница да биде неизвестна поради лимитите, односно застарувањата, одредбите за застарување кои што се во нашиот кривичен законник. Меѓутоа, очекував и многу повеќе, всушност делот кој што зборува за борбата против корупцијата и транспарентноста е најкраток во тој извештај, но има корупцијата се споменува како проблем во сите други области и она што е многу битно е дека сепак ова е извештај за човековите права во Република Северна Македонија, кој што е издаден од State Department-от. И со тоа уште еднаш се поврзува проблемот на корупцијата, особено високата корупција, со проблемот на загрозување на човековите права, интегритетот, демократијата, владењето на правото, зашто треба сериозно да се обрне внимание, бидејќи корупцијата не е криминал без жртви. Напротив, тука постојат многу жртви, жртви на високата корупција, за која што сме кажали досега е недостапна за очите на граѓаните, таа не можат тие да ја видат, меѓутоа таа ги држи заробени и граѓаните и државата, и таа е една од причините поради која државата ги губи своите карактеристики на држава и се повеќе граѓани се подготвени да ја напуштат, а да не зборуваме за тоа колку ниско е оценето судството и за потребата нешто сериозно да се направи, да се изменат состојбите и во правосудниот систем, но и воопшто во целиот систем на политичкото уредување во државата. Во исчекување и американската листа за санкции, која што треба да се објави во текот на следните месеци, американската амбасадорка дури најави и повеќе листи на санкции, меѓутоа што конкретно може да се направи во борбата против корупцијата, за кое што и европските лидери, и амбасадите, и Соединетите Американски држави континуирано овој период нагласуваат дека тоа е најголемиот проблем. Знаете што, нагласувањето од сите страни, и од Европската комисија, и од State Department-от и Соединетите Американски држави, се повеќе е паушално, значи тоа се само изјави и најавување за определени санкции кои што ќе значат забрани за патување во Соединетите Американски држави, најверојатно, меѓутоа не значат ништо повеќе. Има многу можности на основа на меѓународното право во оваа сфера. Тука зборувам и за областа движење на парите, односно спречување на перење на пари, нелегални финансиски текови, поврат на имот, сето тоа поврзано и со високиот економски криминал, кој што многу е застапен овде,
понатаму високиот финансиски криминал, кој што влегува во сферата на високата корупција, затоа што зборуваме за сделки кои што се случуваат за затворени врати. Знаеме, корупцијата е прикриен криминал. Има многу податоци, има многу информации, многу случаи се споделени со јавното обвинителство, но многу случаи се споделени со меѓународната заедница. Ниту едните, ниту другите не се зафатија со сериозно расчистување на тие случаи. Овој тип на изјави имате проблем со корупцијата и треба да се реши. Веќе го слушаме премногу долго. Дури бевме и официјално обележани како заробена држава во еден од извештаите на Европската комисија. Постојано укажуваат на проблемите со високата корупција и во судството, но ништо не преземаат, иако и тие од надвор можат нешто да преземат. Сепак зборуваме за транснационален криминал. Високата корупција, која што се повеќе станува организирана корупција, се спроведува или сите действија се реализираат надвор од границите на оваа држава, преку финансиските текови, преку инвестирање на средствата во други држави, каде што можат да се применат други закони и да се дојде до запленување или до поврат на имотот кој што е изнесен од оваа држава. Очигледно дека нашите институции не се способни да се справат со ова и не сакат, затоа што сепак тие влијанија се многу силни, за интересните групи имаат силни влијанија и не дозволуваат тоа да се прави, но може би треба веќе да разговараме кои се тие меѓународни инстанции кои можат да водат вакви постапки или дури за создавање на некои нови меѓународни и правосудни инстанции, вклучително и меѓународни судови кои што треба да се вклучат во работите во оваа сфера. Така. Ви благодарам многу. Мислам дека има уште многу за зборување, меѓутоа ова е сепак за прилог, да не ви го трошам времето. Се слушаме и така, се гледаме најпред. Благодарам јас и убава вечер. Пријатно. Фала, исто, пријатно.